Граѓанското здружение ИНИ од Виница успешно го заврши проектот со кој под мотото «Активен живот» во изминатите 10 месеци работеше на заекнување на отпорноста на постарите лица за време на здравствени епидемии, каква што беше ковид кризата, но и на слични катастрофи во иднина. На завршното представување на проектот беше нагласено дека е исполнета главната цел да се придонесе за поквалитетен живот, мобилност, социализација и подобрување на физичкото и менталното здравје кај повозрасната популација, која е и поранлива на глобалните здравствени предизвици. Целна група беше женската популација над 65 годишна возраст, а учесничките во проектот работеа во 3 групи. Активностите беа насочени кон унапредување на физичката подготовка, примената на здрави животни стилови и јакнење на групната припадност, односно припадноста кон заедницата. Во рамките на проектот беа организирани повеќе од 170, реализирани повеќе од 170 часа лесни физички вежби за луѓето со проблеми со моториката, локомоторен апарат, некои болести како спондилоза, реума и така натаму. Беа уклучени во вежбањето околу 33 жени, реализиравме 10 прошетки на отворено, секој месец по една, некогаш и по две. Тие прошетки беа околу 5-6 километри, беа уклучени повеќе жени и други жени кои што не беа дел од активностите на физичките вежби за жените во Виница. И во рамките на проектот реализиравме 10 предавања на различни теми, како што здравствени и социјални права, активноста, потребата од активност на старите лица, за исхрана повеќе предавања за одредени состојби на луѓето, како што се реума, спондилоза, цервикална, лумбална и така натаму, проблеми со моториката, надминување на некои состојби. И сакам да кажам дека во овие 10 месеца стварно реализиравме доста активности, луѓето се задоволни и се спремаме од септември самиот проект да го продолжиме. Се надеваме дека ќе најдеме донатори, а ако не, ние сами ќе се организираме и ќе продолжиме со активностите кои што во минатиот период беа доста успешно организирани, а од друга страна целната група, заедницата, пензионерите бараат уште повеќе затоа што видоа бенефити. Имплементацијата на проектот беше поддржана од Сдруженијето на пензионери од Виница, од Граѓанското здружение Златно доба, од Здравствениот дом, Фондот за здравствено осигурување, Центарот за социјални работи и од општина Виница. Активностите се дел од регионален балкански проект, чиј носител е Црвениот крст на Србија, а вклучени се и граѓански здруженија од Црнагора, Косово и Србија. Финансиската и друга поддршка за реализација на проектот беше обезбедена од фондовите на Европската Унија, како и од Црвениот крст на Австрија и Австриската агенција за развој и соработка АДЦ.